Анови. Куршумлијан, тоа е градба и по надворешниот и по внатрешниот изглед, и по распоредот на просториите, постара од доаѓањето на турците. Обновен е во 1540 година. Постои мислење дека е византиски, а се претпоставува дека го зидале Дубровчани за своја колонија во Скопје и дека во него биле нивните работилници и магазини. Во изворите Куршумлијан во 1550 година се споменува како задужбина на Мула Муследин Хоџа, син на Абдул Гани. Од своето настанување, Анот ја менувал својата функција. Најпрво бил Ан, потоа се споменува како Безистен, се до 1787 година, кога бил претворен во затвор. Од 1904 до 1912 година повторно служел како Ан. Во основа, тој представувал објект со трговско-занаечиски карактер. Во него биле примани карвани со трговска и занаечиска стока. Така, тој спаѓа во типот на карван-сарај, кој назив го загубил изгледа некаде во 18 век, кога називот Ан станал заедничка ознака и за двата вида конаци. Главниот влез на Анот се наоѓа на јужната страна. Преземјето и катот создаваат интимен амбиент со дворот, многобројните квадратни камени столбови, поврзани со лакови и шедрванот во него. Преземјето служело за сместување на стоката, а просториите на катот за одмор и спиење. Во просториите се наоѓало огниште. Во вториот дел на Анот биле изградени простори на источната страна. Овој Ан не се користел како гостилница, но служел за ноќевање и за сместување на еснафите. Капан Ан датира од 15 век и е еден од најстарите анови подигнати во Скопје во време на турското владење. Се наоѓа во старата скопска чаршија. Подигнат бил од третиот краишки војвода и турски војсководец Исабек. Играл големо значење во развиениот трговски сообраќај. По облик е ист како и другите карвансараи. Се состои од голем двор. Околу се наоѓа портик со аркади, од каде што се влегувало во малите простории. Собите се наоѓале во низа, околу сите 4 страни, како во приземјето, така и на катот. Капан Ан настрадал во земјотресот од 1555 година и во пожарот од 1689 година. Првата реконструкција која била извршена била многу примитивна, со бондрук материјал и дрвена конструкција. Сулијан се наоѓа во склоп на старата скопска чаршија, во непосредна близина на Чифте Амам. Сулијан е составен од простран, квадратен двор, околу кој се наоѓал портик, со аркади од кои се влегувало во мали, засводени простории. На тој начин, тоа е Ан од типот на галериски систем на приод во одаите. Тремот бил подигнат на 18 камени столбови. Одаите се наоѓале во низа, околу сите 4 крила на Анот. Аналогно на другите анови, Сулијан има конструкција покриена со олово. Структурата на зидовите е од делкан камен и тули поврзани со дебели слоеви малтер. Се претпоставува дека во дворот имало шедрван. Преземните простори служеле за сместување на стоката, додека просториите на катот се користеле за преноќиште на трговци и патници. Се смета дека бил тешко оштетен за време на пожарот, подметнат од австрискиот војсководец Пиколомини во
1989 година.